Добар ден, драги ученици, и добре дојдовте во видеолекцијата наменета за учениците по трето одделение по предметот македонски јазик. Јас сум Милена Сибиновска, одделенски наставник во Основното училиште Андреја Савевски Чичиш Тетова. Цели кои треба да се постигнат со оваа активност: да се способува усно и писмено да раскажува доживеан настан, да се способува за правилно изразно читање со правилно потреба на интерпунктиските знаци, да знае усно и писмено да се изразува со реченици поврзани во целина и да се способува за воочување на редоследот на настаните во текстот. На почетокот да се потсетиме што беше тоа усно и писмено изразување. Човекот пред да се описмени своите мисли, настани и случки ги пренесувал преку говорот, односно зборувањето. Но подоцна, кога се описменил, тие случки и настани ги пренесувал во пишана форма преку писмено изразување. Устното и писменото изразување може да се искажуваат на повеќе начини, но како позначајни ние ќе ги споменеме изразување преку опишување, известување, прераскажување и раскажување. Раскажување. Раскажувањето е искажување на сопствено доживување за некој настан. Кога ние нешто сме доживеале или пак сме биле присутни на некој настан, тогаш велиме дека станува збор за раскажување. Раскажувањето може да биде раскажување по слики или низ за слики. Тука имаме понудено слики кои што ни служат како да не потикнат ние да составиме некоја си приказна, или тоа најчесто го правиме на сликите кај басните и кај бајките. Раскажување по дадени зборови. Тука имаме понудени зборови кои што може да ни служат како поттик за тоа што ние сакаме да го напишеме и да го раскажеме. Денеска, на овој час, ќе зборуваме за раскажување по доживеан настан. Раскажувањето по доживеан настан и по сопствено доживување е искажување на нешто што ни се случило нам или на некој друг, а ние сме биле присутни на тој настан. Тоа може да биде некоја си случка или некој настан од некој наш роден ден. Може некој си поминат летен одмор, како и посета на зоолошката градина. Покрај овие може вас да ви послужат и некои други спомени кои што ги имате од некој си патување, посета на нешто, некој музеј или некој си историски настан. Денеска, на овој час, јас ќе ви раскажам едно моје лично доживување, при посета на зоолошката градина, која што јас заедно со моето семејство и со моите деца решивме да ги видиме животните во нашата зоолошка градина. Во зоолошката градина, така еден впечаток ни остави на мене и на моите деца настанот со морските лавови. Тука ни беше интересно тоа што нивните тренери, кога ќе покажат рибче, тие веднаш знаеа дека требе да направат некои си движења, за да како награда го добијат тоа рибче. Покрај оваа случка, исто така ни беа интересни и случките со другите животни, кои што сите животни на својот начин се интересни и се имаат своји посебни движења и посебни работи кои што ги извршуваат на нивни начин. Исто така интересно на моите деца им беше и тоа што секој од животните си има посебна храна, а голем впечаток не остави и жирафите и слонот, кои што се и така едни нови животни во нашата
зоолошка градина. И јас ова е едно мој кратко раскажување за моје лично доживување, а вас би ве замолила да се раскажете едно ваше доживување, како на пример нека ви биде потик од вашиот последен роден ден. Но пред да раскажувате, треба да го почитувате, да внимавате на редоследот на настаните. Треба да започнете на почетокот да кажеме за каков настан станува збор, што значајно се случувало, кој учествувал во настанот, каде се одвил настанот, кога се одржал настанот и како завршил настанот. Ваша задача е, како што ви кажав, да раскажете еден настан кој што ви оставил добар впечаток, но треба да внимавате да пишувате со убав, разбирлив и уреден ракопис и да внимавате на интерпунктиските знаци. Ви благодарам на вниманието.